Доаѓа зимската сезона, а сегашното сонце за кратко ќе го заменат ниски температури. Ова е аларм за возачите дека мора да ги подготват возилата за зима. Видливоста е еден од најважните фактори за безбедно управување на возило. Задолжителна проверка на течноста за ладење антифриз. По потреба да се додаде, ако е чиста вода, потребно е да се смене со течност за ладење. Стаклата да се премачкат со средство за против замаглување. Да се провери системот за грејење и вентилацијата, климатурито и грејачот на задното стакло. Истрошените метлички на брисачите да се заменат со нови. Во средството за миење на ветробранско стакло да се додаде средство против замрзнување. Освен ова, експертите по автомеханика имаат и други совети за возачите. Задолжително да се провери и да се обнови заштитата на долниот дел на возилото. Како наближува мразот и снегот, сосема е известно дека возилото ќе дојде во контакт со нив и потребно е да се испере. Таа солена каша се вкопува во сите пори на возилото, потоа не страда само убавината на возилото, туку и виталните делови кои се во домен на безбедност. Темелното миење после секое солено возење е повеќе од потребно. Колку ова го преминуваат возачите? Јас сум спремен, само да ги ставам работите. Па ланци, зимаме гуми добри. Кога има потреба се става и ланци, иначе со гуми добри. Да, антифриз определено. Антифриз обавезно, тоа да не замрзне. Такви работи, мора да се спремат тие работи. За 3 дена започнува и задолжителното поседување на зимска опрема во возилата, кое ќе трае од 15 ноември до 15 март. Задолжителна обврска за возачите е носење на зимска опрема. Под зимска опрема се подразбира зимски пневматици на сите 4 тркала од длабочина на шарата од 4 мм или пневматици со летен профил со длабочина на шарата од најмалку 4 мм или доколку во возилото е составен прибор од синџири за снег за погонските тркала. Доколку не се почитува оваа одредба, за возачите е предвидена глоба со мандатен платен налог од 45 евра или впишување на негативни бодови од 25 негативни бодови. Зимската подготовка на возилата е сигурност за сите учесници во сообраќајот. Од тука, обврската за зимска опрема и подготовка на возилата не се рутина и обврска, туку лична одговорност и внимателност.